Кво вадис? Едната се врти, другата стои во место. Која ќе обстане? Таа што стои во место, кабум, таа што се врти, продолжува. Се што се движи, тоа и постои. Да не забегуваме сега во кванти, физика и теорија на термодинамика и универзумот. Драги мои, бев малку дефетист, морам да кажам малку и уплашен со целата онаа ситуација која ја елаборирав во претходните емисии, тоа е ескалацијата на фронтовите во Украина, на Блискиот Исток, како и шарената револуција во Србија и во Грузија. Но, бидејќи започна проектот така наречен ДОГ, или DOGE, DOGE, или DOGE, тој е проект на Елон Маск, за кој во превод значи Department of Government Efficiency. Тој проект го прифати Доналд Трамп и тој проект ќе биде спас за републиканците, за Америка и за Доналд Трамп. Тоа е најголемото негово промашување, што он кога беше на власт све менаџираше, но не рчна во корумпираните слоеви. Македонското општество од што страда? Од страда што комуњарите набутаа слоеви и слоеви и слоеви свој луѓе, па дури и невладини организации како Цивил кои делуваат апсолутно нонстоп, постојано, дури и така поставени да државата ги финансира било кој да е на власт. Не ќе моќи. Зошто не ќе моќи кај нас? Затоа што она што ќе се случи во светот, полека ќе се прелее во земји како нашава. Такви луѓе кои работат партиски, работат агенда спрема NGO, спрема Сорос, спрема длабоката држава, која во суштина па и нема врска тоа со Америка, туку има врска со интересите на одредени структури внатре во рамките на големите држави со големи администрации. Department of Government Efficiency ќе биде проект кој ќе, ајде накратко, ќе ги избркаат од работа еден куп. Ќе ги ресетираат многу министерства, дури и FBI. Еве ќе ви објаснам накратко што тоа ќе значи. Не е тоа фрлање на улица како што вие тоа го сакате во Македонија. Затоа и кај нас нема кастрење, затоа што не можеме да ги оставиме луѓето на улица. Мора во Америка ќе им дадат добра отпремнина со која ќе бидат во можност да отпочнат сериозен бизнис. И тоа е окей. Не мораш да бидеш државен паразит и да тераш агенда, да видиш како е убаво на терен кој ќе се отвори своја бензинска станица, продавница, книжарница, ресторанче, пекарница, кој ќе си почнеш да си тераш бизнис, да видиш дали ќе ти биде важно gender oriented или NGO-то или идеологијата на Сорос за уништување на човештвото и создавање на нова мајмунолика раса, или ќе ти биде битно да бизнисот ти цвета, да поделиш плати, да живееш како човек и така натаму. Се надевам дека ова брзо ќе се заврши, иако Елон Маск рече дека и Доналд Трамп го потврдија тоа во декрет, иако уште не се на власт, но ова се веќе декрети и се знае кој ресор ќе го води. Елон Маск нема да биде министер, нема да има плата, нема да има функција, нема да има канцеларија, ќе го прави фриволно затоа што смета дека е ова од клучно значење за Соединетите Американски држави. Ја па велам, ако на Америка добро иде и она се фокусира на себе, тогаш помалку ќе малтретира надвор со воени бази со се. Одамна е таа идеја дека Америка треба да се повлече и да го остави светот сам органски да се развива. Заканите од радикален тероризам и така натаму веќе не играат дека Америка е единствениот самостоен полицаец. Не им одговара тоа денеска и на една Индија, и на Кина, и на Јапонија, и на Бразил, и на Аргентина. И затоа сметам дека мултиполарноста на светот ќе биде
со идеја да сите негативности се труди да ги изолира, сузбие и едноставно поисплатливо е подобриот живот одо што најдобрата војна. Така што овој DOGE систем или DOGE, Department of Government Efficiency, треба да заврши 2026 година на 4. јули, кога ќе биде 250 години од независноста на Соединетите Американски држави и председателот Трамп ќе им објави, тоа е идејата, најголемиот подарок на Соединетите Американски држави, дека Америка е ослободена од второто робство, после робовладетелството кое го имаше, кога републиканците се изборија против демократите. Не знам дали паметите, ама робовласниците, демократите беа за робовласништво. Републиканците беа тие кои се бореа против робството во граѓанската војна. Ова второ робство е економско, политичко, партиско робство, кое републиканците сакаат да ја ослободат Америка од робството кое го наметнаа демократите, затоа што во недостиг на идеја, а во зголемана перверзија и корумпираност, ангажираа се што е лудо, ненормално, абнормално и непродуктивно, што е најбитно, непродуктивно, нешто што не создава вредности, ни семејни, ни материјални во едно општество, и тоа ни го наметнуваа, нели, и нас и го почувствувавме ние сето тоа. Го осетивте добро. Среќа што не го осетивме, мене задникот ми беше залепен за зид да не го осетам тоа, затоа што беа хистерично решени мајката да ни ја расплачат на цела планета. Британија не може глава да крене од левичарите. Уште не им е јасно какви промени допрва доаѓаат. Но, тоа тие, Европа тие како Титаник. Они со аплауз ја поздравија одлуката на Бајден, кој буквално како Луи, демократите, после мене потоп. Дадо, иако веќе не се на власт, но формално се, дозволија на крајот за да ги фрлат Америка и светот во војна, а они да се амнестират, не е наше, кршите глава, им дозволија на Украина да користат ракети од далечен дострел и да удрат на цели внатре во Русија, особено на Москва. Со тоа да предизвикаат ескалација и евентуално таква ескалација за употреба можеби на атомска тактичка нуклеарна бомба негдека, со која ќе се подигне, која ќе предизвика суспендирање на демократијата и ќе си ја продолжат индефинитли своето владење, кое и онака е базирано на лаги, манипулации, а не на природно, органско и она што е желба на гласачите. Она што се уверив е, да, Европа тоне како Титаника, овие аплаудираат буквално како оркестарот на Титаник. Така е фон дер Лајнен. Ние дозволивме да ја гаѓаме Русија. Браво! Стоечки овации. Абе, дали сте нормални? Ја сметам дека Кина и Русија и Путин се многу поинтелигентни и дека многу послоевито ја сваќаат оваа работа, бидејќи прво многу е тешко против такви ракети кои се суперсонични да постои одбрана. Постои против релативно висок процент на одбрана на оружјето, бидејќи ако се испалат ракети од Вашингтон или од Москва кон една или друга страна, времето потребно е околу 15-20 минути да стигне и да експлодираат. Одбрамбениот систем на Америка на 1000 интерконтинентални ракети е 44. 44 на 1000. А русите можат 10.000. Овие, значи, можат 400. Значи, војната е изгубена и за двете страни. Исплатливо е да изгубиш војна за да ја
да почнеш војна со која сигурно ќе знаеш дека ќе ја загубиш. Дали фанатизмот е исплатлив само заради лична корист, ти мислиш дека ете ти уште петорица твои перверзњаци, трансджендери ќе преживеете во бункерот? Секако дека не, но Европа е толку испран мозок, толку е подложна на таква силна пропаганда, скоро дури и појака него што македонскиот народ беше изложен 2016 очарената револуција, кога ве убедија на трач муабет да срушите влада која добро ви работеше, чат пат. Не беше идеална, добро и шо падна, но затоа имаме денеска влада која никогаш не сме имале подобра. Зошто? Проста причина. Не крадат. А и ресме, уопште не навлегувам. Она што сум расположен е што има нов економски инвестициски циклус во Македонија, а тоа покажува дека банкарите, европските банкари кои го дадоа овој кредит и заем, имаат малце подобри, попродлабочени аналитички податоци и се согласиле и дека нема да има трета светска војна. Ке има ескалација, ке има малтретирање, ке има мрцварење, овие се исперверзирани, овие немаат јасна слика овдека е лудилото, суетата, болното, но и големата корумпираност одредени лудаци од индустријскиот сектор. Но се надевам дека тоа што администрацијата на Трамп сега не е само на него и неговата ароганција, арогантно е копилето. Тука да не се лажеме. Арогантно е. Ја нема таа смиреност како еден Путин, но ја има аналитичноста, но нему му треба сериозна помош. И таа ќе ја добие во Елон Маск. Добро што ја препозна, затоа што Елон Маск што фати позлати. И тоа наопште добро. Затоа сум оптимист во наредниот период и затоа мислам дека и Македонија и светот го очекуваат подобри денови. Едноставно, мала грудка ќе имам додека ја преземе власта Доналд Трамп, затоа што навистина не знам колку се очени или можеби ќе има некоја заткулисна игра да им се врзат два шамари да им кажат седи мирно, бидејќи животното пред да умре е најопасно, а овие се веќе во клиничка смрт. Исто како и нашиве. Не, добар ми е филингот. Бидете така. Кво вадис?